сум Кристина Стрезовска, имам 17 години, живеам во Скопје, учам во средно училиште Јосип Брз Тито. Јас пеам од моите најмали години, исто така свирам и гитара, но сега нема да ме придружува бидејќи таква е песната. Ќе се представам со песната Creep од Radiohead. Ќе видиме. Јас сум Јулија Новак, доаѓам од Скопје, имам 22 години. Пред 4 години веќе почнав да снимам свои авторски песни. Денеска ќе се представам со моја авторска песна. Под името Не ти се враќам јас. Ако победам на ова шоу, паричната награда би сакала да ја искористам за нови проекти, секако песна и све. Здраво, јас сум Дамјан Стоименовски, доаѓам од Македонска Каменица. Ќе се представам со песната Сонце не ме грее од Владко Лозановски. Пеам уште од најмала возраст, посетувам часови по пеење. Доколку би победил, искрено прво тука сум за да стекнам некое искуство, да запознавам повеќе луѓе, не ми е битна победата, но ако победам ќе ја снимам својата втора песна. Јас сум Марија Атанасова, доаѓам од Штип. Ќе настапам со песната од Марија Шерифовиќ 11. Имам настапувано на Макфест 2022 година, во соработка со композиторот Илија Ќосевски и Весна Малинова. Студирам на Музичка академија и студирам на Факултетот за правни науки. Доколку победам, би сакала да ја снимам својата втора песна. Здраво, јас сум Ангела Илиевска, имам 19 години, доаѓам од Битола. Ќе се представам со песната од Whitney Houston I Have Nothing. Се занимавам од пеење уште од мали нозе. Спремна сум да го давам својот максимум и дојдов тука за дружба, за нови пријателства. Баш ќе ми биде мило и да победам. Здраво, јас сум Александра Трајчевска, доаѓам од Прилеп, имам 19 години и денес ќе ја пеам џез номерата Orange Colored Sky од прекрасната Натали Пол. Ова ми е втор пат годинава, бев минатата година, прекрасно беше, се надевам на иста организација, исто чувство на сцената. Тоа е тоа, уживајте со мене, се надевам сите добро ќе се поминеме и тоа е тоа. Здраво, јас сум Сергеј Паповски, имам 19 години. Јас ќе се представам со песната Falling од Harry Styles. Со музика веќе се бавам професионално, можеби 3 години. Понад вака по-сериозни фестивали на превари, па се надевам дека и овде ќе имам шанса да се представам во најдобро светло и да сум наградната. Здраво, јас сум Ванеса Митовска, доаѓам од Крива Паланка. Имам 23 години. Ова вечер ќе се представам со песната од Каролина Гочева, Ти не дојде. Пеам уште како мала, многу ја сакам музиката. Најискрено тука сум за забава и за нови искуства. Конкуренцијата е доста голема. Им посакувам на сите среќа. Здраво, јас сум Викторија Захариева, доаѓам од Кочани, имам 18 години. Учам средно музичко училиште, моментално 3-та година, соло пеачка. Имам свој авторски бенд, пишувам авторска музика и настапуваме често низ Македонија, имаме често свирки. Од овде очекувањата, не знам, нека победи најдобриот. Сите се предобри, преубави, сите многу добра дружба. Ќе се представам овде со песната Танго од Негатив, па ќе видиме што ќе направиме. Здраво, јас сум Давид Груевски, доаѓам од Тетово, имам 22 години. Ќе пеам километри од Лозано, се занимавам со пеење и дојден сум тука да победам. Здраво, јас сум Ангел Јунтев, доаѓам од Скопје. Студент сум на American College Скопје. Се занимавам со пеење веќе 6 години по професионално. Ќе настапам со песната Лоше вино, верзијата од Масимо Савич и се најдевам само на се најдобро. Јас сум Теона Илиевска, имам 22 години, доаѓам од Скопје. Не се занимавам професионално со музика, но веќе долго време мечтам да се пријавам некаде. Ми се укажа прилика овде. Многу сум задоволна што ме примија во финале и мислам дека е време да заблескам. Здраво на сите и добре дојдовте на финалето од најголемото онлайн талент шоу Заблескај. Прво да ве поздравам Васија. Сакав ја аплауз да ви дам. Добре дојдовте. На самиот почеток секако да ги поздравам нашите верни пријатели без кои што немаше да успееме да го реализираме овој проект. Тоа се мастиките Орбит, потоа Color Media Plus, магазинот Убавина и здравје и секако местото каде што се наоѓаме сега во моментов интермецо. Ќе ве замолам се еден голем аплауз да ги поздравиме сите. Кога сме кај аплаузот, да го поздравиме и жирито кој што денеска ќе се погрижи, нели, да ги добиете оние реални оценки за вашите настапи.
Во жири комисија Антонио Димитриевски, легенда на македонското западно новинарство. Потоа Александра Јанева, пеачка. Па имаме Маја Кикириткова, наша позната модна дизајнерка, и Никол Чемицевски, композитор и продуцент. Ќе замоламе голем аплауз, иако со ова нема да ќарите поени плюс кај нив, се зависи од вашиот настап. А сега, да ги поздравам и оние 12 финалисти кои што денеска ќе настапат тука пред нас. Знаете дека во текот на 5 емисии Заблескај беа одбрани 10 кандидати. Поточно секоја емисија биравме по 2 кандидати. Но на стартот на талент шоуто Заблескај најавив дека жири комисијата, односно организаторите, го задржуваат правото да ги внесат оние изведувачи кои што сметаат дека ги исполнуваат нели критериумите, но ете, од икс причини не успеале да се најдат таму. Чекай, сега на брзинка да ги прочитам и кандидатите, со еден голем аплауз да ги поздравиме. Кристина Стрезовска, Јулен Новак, Дамјан Стоименовски, Марија Атанасова, Ангела Илиевска, Александра Трајчевска, Сергеј Поповски, Ванеса Митовска, Викторија Захариева, Давид Груевски, Ангел Јунтев и Теона Илиевска. Добре ни дојдовте. Жири комисијата имаат оценки од 1 до 12. По вашиот настап, доколку имаат коментар, ќе искоментираат, што има да кажат, ќе кажат. Потоа, ќе гласаат со она оценка или оние поени кои што сметаат дека вие сте ги заслужиле. На крајот ги собираме поените и кој има најмногу поени, тој е победник. Доколку имаме изедначен број на поени, тогаш жирито ќе има некои 5 минути да одлучи кој од тие кандидати е победникот. Само момент. Се надпреваруваме за оваа прекрасна награда, можете и самите да видите. Победникот ќе си добие и вредна награда од 1000 евра. Затоа да се покажеме во најдобро светло. Да не должам повеќе, верувам дека сакате да ги слушнете нашите денешни кандидати. А прва на оваа листа со број 1 е Кристина Стрезовска. When you were here before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body, and I want a perfect soul, yeah. But I'm a creep, yeah. Oh, and I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? And I don't belong here. Yeah, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? But I don't belong. But I don't belong here. Жири, доколку има некој од вас нешто да каже, слободно земете го микрофонот кој што се наоѓа таму на масата и споделете го вашето мислење, а потоа и ќе гласаме секако. Не знам колку години имаш, ама
прилично зрело пееш за годините. Мене ми се допадна изведбата. Единствената забелешка, можеби, моја е добро, прва си го кршиш мразот. Мислам дека малку треба да си поопуштена во сценскиот настап. Знаеш, пењето е пење, ама естрадата бара и нешто друго. Бара малку екзибиција, ние тоа што го викаме. Бара малку, како да ти кажам, да пробаш да ја купиш публиката. Кристина, многу си сладка. Прво морам да ти кажам, многу ми се допаѓа како стоиш на сцена, каков ти е ставот на сцена. И за мене ти си готов пејач, затоа што имаш една убава автентична боја, автентична интерпретација. И стварно ми е многу драго што ете толкому со тебе го пробивме мразот. Браво. Благодарам, значи од срце. Малце ќе го прокоментирам твојот стил, бидејќи тој е од моја страна. Мислам дека доколку сакаш да бидеш на сцена и да работиш како естраден уметник, треба и така сценски да бидеш, да изгледаш и да бидеш облечена. И мислам дека доколку облечеш високи подпетици, многу по сигурна ќе бидеш на сцена. Значи само тоа можам да го искоментирам и да го кажам. И оваа песна е со премногу емоции и бара малце по-елегантен и по-екстравагантен стил на самата сцена. Пењето не го коментираме совршено, како што кажав. Фала ви. Кристина, честитки прво за изборот на песната и за храброста за да ја избереш оваа песна. Иако си млада, многу млада, но вистина делуваш и звучеше возрастно би рекол и зрело, така да чиста петка. Пеењето, техниката, контролирањето на високите на тонови и ниските, како и да е. Имаме разбирање дека прва си денес и веројатно секој од вас ќе има трема, тоа е нормално, позитивна трема, така да продолжи и мислам дека во иднина ќе бидеш многу успешна. И благодарам на сите. А сега со реден број 2 ќе слушнеме Јуле Новак која што ќе ни настапи со своја авторска песна. Повели Јуле. Седиш до мене, ме погледнуваш без срам. Мислиш дека после се ќе останам. Стори се само за да ти верувам. Свати дека веќе со тебе не можам. Се случи одеднаш, кога тебе те снема. А сега каде си ти, каде сум јас? Ми фали само твојот глас. Ме губиш полека и повик мене чекаш. Се надеваш уште на нас, не ти се враќам јас. Не ти се враќам јас. Не ти се враќам јас. Секогаш ќе остане дете. Се беше добро додека не те запознав тебе. Си отиде од мене без жал и повторно параш без срам. Ни грам. Се случи одеднаш, кога тебе те снема. А сега каде си ти, каде сум јас? Ми фали само твојот глас. Ме губиш полека и повик мене чекаш. Се надеваш уште на нас, не ти се враќам јас. Не ти се враќам јас. Не ти се враќам јас.
слушнеме жирито, доколку имате коментар, повелете. Симпатична песна, супер изведба, симпатична изведба. Се гледа дека малку се беше со трема. И ако не е песна во која каде што можеш вака, не знам, да ја распееш кој знае колку и да ги покажеш сите твои вокални способности, меѓутоа се гледа дека ја контролираше и ја изведе најдобар, на најдобар начин што можеш. Супер. Благодарам. Здраво, Јулија. Здраво за изведбата на твојата авторска песна. Искрено, многу е потешко да изведуваш своја песна пред жири комисија. Тоа го знам јас како пејач и ќе ти кажам само едно големо браво. Можеби единствена замерка која што би ти ја дала е да имаш малце повеќе интеракција со публиката и да не бидеш срамежлива на сцена, малце повеќе да не гледаш нас. Браво. Благодарам. Јас ќе бидам многу краток. Ова момче прави фантастична авторска музика. Исто како тебе, авторе. Ма не се осудува да пее. Размисли, меѓутоа сакаш да бидеш автор, пеач или и автор и пеач. Оно што ќе го одбереш, јас знам што би одбрал, ама нема да ти кажам сега. Тоа ќе те следи во животот. Донеси ја вистинската одлука. Ние продолжуваме понатаму со реден број 3. Го имаме и првиот господин за денеска, а тоа е Дамјан Стоименовски. Знам за се, ти не си крива, што сега те нема, што надолу гледам. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце да греваш. Сонце не ме гре, каде замина ти од очи ветени, врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, сам не остави, небо ти ми затвори. На постела од снегови спијам и топлина барам, но топлина нема. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце да греваш. Сонце не ме гре, каде замина ти од очи ветени, врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. Сонце не ме гре, каде замина ти од очи ветени, врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. Сонце не ме гре, сонце не ме гре, не можам без тебе. Сонце не ме гре, сонце не ме гре, не можам без тебе, без тебе. Ајде јас да започнам. Имам една забелешка, зошто ни еднаш не погледна во жирито?
Повеќе да се смееме. Па се фокусирав да ја испеам како што треба и си бе во свој филм. Така, добро, во ред. Целокупниот сценски настап, како се однесуваше на сцена, мислам дека треба малце повеќе интеракција со публиката. Во овој случај публиката сме, нели, ние. Се гледаше дека имаш трема и дека можеш многу повеќе да дадеш од себе, имаш многу приоритети и амбиции. Повеќе не би коментирала, ќе го препуштам микрофонот на... Даде своја изведба на песната, тоа е добро, само во иднина да поработиш малку на интонацијски. Генерално цела песна така имаше некои проблеми, да кажеме да влезиш баш во интонацијата која што беше на матрицата. Инаку добро е што даде твоја изведба, си имаш своја техника, супер, работи на тоа и продолжи. Благодарам. Дамјан беше, така? Да. Од Скопје си? Не. Од Каменица, македонска Каменица. Така ли? Види, Лозано не е од Скопје, ама него не му се познава кога пее. Мораш малку да поработиш и на тоа. Тоа е едната работа. Втората работа, се согласувам со Николче дека малку ти е климава интонацијата, влезовите едно друго. Генерално не е лошо, ама може да биде уште подобро. Послободен, со помалку трема, со посигурен во себе, болја интеракција и болја интонација. Благодарам. А сега со реден број 4. Да ја поздравиме Марија Атанасова. Niko nije više voleo tvoje mane i ledio i goreo za one dane i bio tu kad niko nije da ti osmeh vrati. Znaš ti, volela sam tvoja ludila izvinjenja, sve bi ti oprostila pre pomirenja. Znam da to što dala sam niko neće dati. Znaš ti, iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta putovni, kada zavoli, sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti. Sve u meni najbolje, tebi je na dar, neko te kad izgubi, srcem progleda, bit ćeš uvek neko moj, moja dobra vest. Jedana jest. Stale su nas noći besane, iste sate, kad zagrliš da prestane, ko sebe znate, i kad svi prođu ostaću ono što se pamti. Znaš ti, iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta putovni, kada zavoli, sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti. Sve u meni najbolje, tebi je na dar, neko te kad izgubi,
još uvek neko moj, moja dobra vest. Имаш убава насмевка, смеј се почесто на сцена. И ќе ти дадам уште еден совет. Знам дека е ова надпреварување и обично сите бараат да ги пеат најтешките песни. Меѓутоа, со текот на години би ова искуство што го имам со музиката, сватив дека музиката и пеењето најчесто не е докажување. Односно, тогаш кога мислиш дека одбираш песна со која што ќе се докажеш, има високи тонови, па интонацијски скокови, тогаш може најмногу да излезат на видели на фалинките. Така што мислам, бирајте песни кои што повеќе ви одговараат на вашиот сензибилитет. Не дека ова беше лошо, имаш супер нежен глас, јас многу сакам да слушам нежни вокали, меѓутоа мислам дека ова е една претешка песна и дека би имале малце повеќе трема кога ја изведувате. Инаку прекрасна си. Ви благодарам. Морам да кажам дека ова е една целокупна изведба за мене. Зборам од физички изглед, од тоа како изгледаш на сцена, како си облечена, стайлингот во однос на песната, значи сето тоа убаво се совпаѓа и навистина ми е драго што можеме да видиме една целокупна особа од изведба до како изгледа тоа на сцена. Ви благодарам многу. Супер изведба, пееш нежно како што изгледаш нежно, продолжи, супер енергија и ти посакувам многу успех. Ви благодарам. Ја ако не се лажам, а никогаш не се лажам, имаш фестивалско искуство, така ли? Да, настапував на Макфест. Така, минатата година. Да. Добро, и се гледа тоа дека тој мина труд, практично ти е некаков багаж кој ти дава сигурност на сцена и тоа ми се допаѓа. Генерално, речи си, ништо не ти недостасува. Можеби само она што вели Александра, избор на песната заради тоа што паметно е да го бирате она што ви лежи да го отпеете, отколку она што е за повеќе за докажување, заради тоа што кога сакаш најмногу да се докажеш, може да се случи се и се што. А она што ти е легнато, е легнато. А сега со реден број 5, Ангела Илиевска. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Will you make me close one more time? I don't wanna hold anymore. Stay in my arms if you're there, or must I imagine you're there? So don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Oh, you. You see through right to the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. Ooh, I never knew a love like a
have to go where you don't follow. I'll hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hold anymore. Stay in my arms and feel that, or must I imagine you're there? So don't look away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hold anymore. Stay in my arms and feel that, or must I imagine you're there? So don't look away from me. No, don't look away from me. Don't you dare look away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, oh, Жирито веќе спремно. Веќе е микрофонот во рака. Да, гледам. Ке победи. Здрава Ангела, најпрво фала ти што отпее една од моите омилени песни. Значи ова е, па јас ќе кажам една ненадминлива дива, а таа песна е една од најтешките песни дефинитивно на сите времиња. Имаше некои многу добри моменти од твојата изведба. Имаше неверојатна интеракција со публиката, неверојатна. Дури и на крајот од песната имаше одлична интеракција со камера, што е реткост за некој кој што допрва ќе гради кариера, нормално. Е сега, она што претходно го кажав и на Марија, значи дефинитивно имате голема, огромна одговорност кога пеете тешки песни и мислам дека Whitney Houston е многу тешко да се пее. Затоа мислам дека треба да поработите малце на енергијата кога пеете такви тешки песни, затоа што малце на моменти се слушаше некое назално пеење кој не звучи толку добро во живо. Меѓутоа млада си, изгледаш прекрасно, знам дека ќе работиш на тоа. Во секој случај имаш многу потенцијал. Фала ти. Генерално ја исконтролира целата песна, ја пееше и знаеме колку е тешка. Имаш супер интеракција со публика, се гледа дека вака знаеш како треба. Единствено би дал замерка малку на дикцијата, баш тоа што Александра го кажа. На моменти звучи нели како назално, тоа можеби малку повеќе отварање уста и појасна дикција. Така да продолжи да работиш и знам дека ќе бидеш успешна. Фала ти. Јас исто морам да кажам дека на толку млада и не знам дали си имала порано настапи, но толку добра интеракција имаше со публиката, со нас, со камерата, со сите, као да си 100 години на сцена, буквално така се однесуваше. Изгледаш прекрасно, продолжи така, соодветен стайлинг за песната која што си одбрала. Фала ти. Ја немам што да додам, се согласувам со се што кажа. Тоа е тоа, идеме веднаш на реден број 6, зашто знам дека со нетрпение очекува да настапи Александра Трајчевска. Повели Александра. I was walking alone, minding my business, when out of the orange-colored sky, flash, bam, Alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of the orange-colored view, wham, bam, Alakazam.
without you. Well, look at I timber. Watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout. I've been hit. This is it. This is it. I was walking alone, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam. Wonderful, you came by. Watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout. I've been hit. This is it. This is it. I was walking alone, minding my business, when love came and hit me in the eye. Oh, 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 flash, bam, alakazam. Out of the orange colored purple stripes, pretty green polka dot stripes. Јас сум спремна уште кога излезе на сцена и само можам да кажам една реченица: звездата е родена. Толку. Фала ви. Значи, не можам да ти најдам замерка. Браво. Го освои секој еден агол од оваа сцена, пееше, играше, издоминира максимално. Во еден момент забележав дека имаш трема, на толку добро ја сокри тремата, значи вокално, буквално издоминира. Браво, секоја чест. Фала ви. Не дека немам забелешки, можам да ти дадам и забелешки, ама За се наоѓа забелешки, значи. Генерално каква и забелешка да ти дадам, таа ќе падне во вода во однос на она што е пофалба или во однос на она што го покажа на сцената. Имаш зрелост, имаш настап на некој кој веќе настапувал на сцена, не знам дали си настапувала некаде. Имаш не знам, сигурност во себе, а од друга страна страв кој, како што кажа, совршен умеш да го прикриеш. Тоа е веројатно одраз и на карактерот и на нешто друго, а за вокалните квалитети секогаш може подобро, ама ова беше навистина многу добро. Фала ви. Колку години? 19. Епа, ти пееш како 19 години да си на сцена, од прилика. Фала ви. Со таква зрелост, браво. Немам спор. Продолжи и знам дека ќе бидеш многу успешна. Фала. Александра, браво си. А сега сме точно на половина, како што реков. Во текот на 5 емисии Заблескај, жири комисиите од тековните емисии бира по 2 изведувачи. Вкупно собравме така 10 финалисти, а на самиот почеток, кога започнувавме со талент шоуто Заблескај, споменав дека организаторите го задржуваат правото да внесат изведувачи или надпреварувачи како сакате, доколку сметаат дека на истите местото име во финале. Исто така ќе искористам оваа прилика уште еднаш да ги поздравам нашите верни пријатели, а тоа се мастигите Орбит, секако Color Media Plus, убавини здравје и местото каде што се наоѓаме денеска, а тоа е Интермецо. Исто така уште еднаш да се подсетиме на жирито, би сакал да ги поздравам секако Антонио Димитриевски, легенда на македонското забавно новинарство, пот Александра Јанева, наша пеачка, Маја Кекириткова, наша модна дизајнерка и Николче Мицевски, докажан композитор и продуцент. Со реден број 7, Сергеј Поповски. I'm in my bed and you're not here, and there's no one to blame but the drink in my wandering hands.
Forget what I said. It's not what I meant. And I can't take it back. I cannot back the baggage you left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? And what if I'm out? What if I'm someone I don't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you care, and you miss me too. And I'm well aware I write too many songs about you. And coffee's out at the Beachwood Cafe, and it kills me 'cause I know we run of the things we could say. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. And what if I'm out? What if I'm out? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. And I get the feeling that you never need me again. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. And what if I'm out? What if I'm out? What if I'm someone I don't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. Повели микрофончето да слушнеме што мисли жирито. Не знам што да ти кажам. Оригинално, контролираш гласови, гласот, контролираш тонови, имаш своја изведба. Фантастично. Продолжи. Фала многу. Фала. Браво, Сергеј. Тебе морам да те пофалам за изборот на песната. Значи, буквално ти одговара скроз на твојот сензибилитет. Дури на моменти мислам дека го слушав Хери Стайлс. Искрено, а се гледа дека ти била инспирација и за аутфитот. Гледам по прстените. Одлично изгледаш, одлично се понашаш на сцена, имаш многу потенцијал, само не губај го тоа што го имаш. Браво. Благодарам многу. Морам да ја пофалам целокупната изведба со стайлингот, со однесувањето на сцена, со тоа како изгледаш, како ни ја пренесе песната. Браво и продолжи само понатаму. Фала многу. Па едно машко да пофалиме, да не биде само девојки, мислам да не ме сватите погрешно, да не ме сватите погрешно. Стварно солидна изведба и стайлинг солиден и сето на што го прикажа ветува дека ќе биде нешто. Фала многу. Со реден број 8, Ванеса Митовска. Секој пат по тебе јас тагувам и на сон сонувам дека дома доаѓаш. Секој ден кинам коле по тебе, до полепса душа, жива да се изедам јас.
Srcevo mi je pile što pesna ne pe, ah ljubov ti ne mi se smeš. Srcevo mi je jak nebe zmajka storeno, sogoleno srednje vreme. Vrati gi pticite što mi gi ogleda, barem da možem jest. Srcevo da si go raspejam, vrati ja mladosta. Soneja pak jazda rascvetam, letna leta po tebe cvetav i predsvetav, ti ne dojde pa. Sekoj den od do godina i vo som budna sum tebe da te prečekam. Sekoj den odkina vzdiv za tebe, pola zdiv ti šuvam, pola život živeam ja. Što mi gi odleta, barem da možem jest. Srcevo da si go raspejam, vrati ja mladosta. Soneja pak jazda rasvetam, letna leta. Cvetav i predsvetav, ti ne dojde pa. Srcevo mi je nešto pesna ne pe, ah ljubov ti ne mi se smeš. Srcevo mi je izgor po tebe storeno, izgore se, ti ne dojde. Жири, сега вие сте наред. Сега кажете вашето мислење. Супер талентирана си, имаш вака свој стил на пеење, на израз. Генерално има тешки делови во песната кои си се потрудила нели да ги совладаш и даде една своја изведба. Уште малку ќе поработиш некојаш дикциски и можеби малку интонацијски на стабилизација, инаку во основа си супер талентирана и продолжи така. Благодарам. Што се однесе до пењето, се согласувам со Николче. Ти треба да поработиш малку на сегменти од својот вокал, иако мене ми е драго што си одбрала на македонски да пееш, тоа ми се допаѓа. Треба да работиш се уште на себе, ама далеку од тоа дека е ова лошо, напротив. Ви благодарам. Јас би го прокоментирала стајлингот. Значи, убаво изгледаш, симпатично на сцена и отпеа толку многу тешка песна. Но сепак мислам дека оваа песна е така, дома да си седеш и серенада и да си ја пееш. Не е баш за на сцена, поготово некој кој што не е трениран вокал. Барем јас така мислам. Благодарам. А со реден број 9, Викторија Захариева.
Kao krv crvena, ruže u rukama, kao halina njena, kao zla što se sprema, njena sudbina je da njegova ostane zauvek, zauvek. Вечно мази косу и шапуче. Ej, veruj, ovako je bolje za oboje. Kao krv crvena, ruže u rukama, kao halina njena, kao zla što se sprema, njena sudbina je da njegova ostane zauvek, zauvek, kao krv crvena, kao halina njena, kao krv crvena, ruže u rukama, kao halina njena, kao zla što se sprema, njena sudbina je njegova ostane zauvek, zauvek, zauvek. Уживај, супер беше. Види, ни се повторува приказната да си дадете себе си претешка задача во однос на тоа колкави се можностите генерално, од вокални до сценски до изведувачки. Има театралност во твојот настап, ја разбирам и потегот и со розата и стајлингот и сето тоа е окей, ама не сме во театар, сепак сме на сцена за да пееме. Мора повеќе да обрнеш внимание на тоа колку можеш и во распонот и во преодот од оние висини во пеењето, од да предеш од една во друга височина и тука мислам дека треба да се поработи на тие сегменти музички. Гласот е едно и од Бога даден и со вежбање може да се, не знам, поправи и прилагоди, ама нешто што е до таму и сега не може да се надминеме себе си, оти Бога не може да го надминеме. Треба да внимаваш во изборот на тоа што ти е соодветно за тебе и она што можеш и најдобро знаеш да го презентираш и отпееш. Фала. Ајде, јас ќе кажам здраво Викторија, затоа што Здраво. познавам Викторија, имаме заедно настапувано во Кочани. Знам дека има искуство со свој бенд, значи настапува со свој бенд, така што дефинитивно си за сцена, си енергична, те знам во многу поенергично светло. Меѓутоа денес изгледа малци имаше повеќе трема, И како фали и бендот. да е. Да, најверојатно тоа е Еве го проблемот. членот од бендот со скршен прст. Он снима. Ти му го скрши пред настап. Повели Супер, се. во секој случај сладка си, се гледа дека си талентиран. Исто не сум сигурна на колку инструменти свириш, но знам дека си На многу. Да, дека Многу, свириш повеќе инструменти, така што талентот е очигледен, продолжи да го негуваш тоа. Фала. И ти посакувам многу успех. Фала многу. Јас би го искоментирала твојот стајлинг, да,
предобро изгледаш во однос на песната, во однос на тоа со целокупниот мејкап, фризура, со розата, со однесувањето на сцена, со тоа како се движиш, каква интеракција имаш со публиката. Навистина продолжи само така, како што кажа Антонио, внимавај во изборот на песната, но јас мислам дека не е изборот на песната колку што е тремата во моментов, затоа што можам да приметам, иако не сум стручна, но доаѓам од музичка фамилија. Од музичка фамилија, да. Од многу Да, и позната можам да приметам дека имаш талент и знаеш да пееш, но сега тремата преовлада. Фала ти. Супер талентирана си, те знам. Продолжи да работиш на себе, на твојот глас, на музички, нели да се развиваш. Почна со трема, после тоа малку така се опушти и влезе на песната. Иако нели до крај имаше доза на трема, ама тоа не е важно, тоа е нормално како што кажавме. Да, мислам и јас дека малку претешка песна си одбрала, особено тој рефренскиот дел кај што таму имаш нели префрлување во фалсет или како и да е. Меѓутоа добро е, за поздрав е тоа што ете. Си собрала храброст да ја одбериш таа песна и да си се потрудила да ја совладаш. Така да продолжи понатаму. Фала. А сега продолжуваме понатаму повторно со еден млад господин со реден број 10, Давид Груевски. Километри бројам далеку од себе. Километри одам далеку од тебе. Далеку од дома, далеку од се што има. Се што има. Најдов фотографија во црно-бело, а на неа ние сме заедно на денот. Не гледам среќа, не гледам се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душата ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Fali, toј мирис на јоргован, ми фали, тој мирис, мене душата ми гали. Ми фали, за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Километри бројам далеку од себе. Километри одам далеку од тебе. Далеку од дома, далеку од се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душата ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душата ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома.
Браво, Давид. Опушти се, насмеј се. Се бележа во еден момент од песната дека проба да ни се насмееш на жирито и почна да ти се тресе малце образот. Нормално да имаш таква трема, знам колкава е одговорноста да настапуваш тука денес, ама се гледа дека ти имаш искуство со настапи во живо, сигурно не се лажам, и предпоставам дека пееш нешто народно. Или може би мешан репертоар. И мешано, и забавно, и народно. Како и да е, она што го приметив беа некои трилери кои што ги имаше во песната, а покрај тоа што имаше трема, мислам дека издржа до крај, се избори со песната, се гледа дека знаеш да пееш, ете. И на камера се насмевнуваше, ја погледнуваше неколку пати, така што продолжи да го правиш она што го правиш, добар си, солиден си. Убаво за уво пред се. Значи јас можам да кажам дали ми е убаво или не ми е убаво, дали ми е звучно или не звучно. Ова ми беше баш онака убаво да го слушам. Само во иднина би те советувала со одело да не носиш сокни, тоест кратки чорапи. Со одело се носат долги чорапи. Моден дизајнер, брат. Да, тоа е. Сите детали ги вида и ќе... Јас зашо све подугаш вака дева. Ништо да не се гледа. Давид се гледа, се слуша дека, нели, си го слушал Тоше, предпоставувам, и Владко како пејачи, и тоа е добро. Кои се тие? Не ги знаеш ти, Марко. Мал беше. Не, мал беше. Стар си или со други стар? Супер е. Така и треба, нели, наши пејачи да бидат идоли и така натаму. Ке поводиш рачун малку на одредени импровизации таму каде, што е малку со трилерот не е сигурен, па не е на место. Знаеш, тоа се вика искуство, со текот на време, ако обрнуваш внимание, ќе го средиш. Во основа е супер и продолжи. Ти благодарам. Беје. Јас ќе ти кажам нешто, ама нема ме сватиш лично. Ништо лично, а многу лично. Лозано, кога ги затворив на момент очите, мислев дека е Владко Лозановски на сцена пред мене. И тоа е апсолутно позитивно. Владко Лозановски не е многу повисок или не е воопшто повисок од тебе, а многу е послаб. Значи мора да работиш на себе. Естрадата не е само пеење. Пеат оние у хор добро и супер. Велам, немој да ме сватиш, не сум ни ја за фалење, далеку од тоа. Ама ти треба да бидеш звезда. Ги имаш сите предиспозиции да бидеш звезда. Имаш таков седефен вокал со она што малкумина го имале во оваа земја. Спомна некој од нив, Николче. Значи, поработи малку на физичкиот изден и на стајлингот. Мислам дека овој стајлинг е повеќе за некоја друга музика отколку за естрада. Веројатно ќе се сложи стручњакот за стајлинг овде. Јас не сум, ама така ми изгледа. Тоа се забелешките. Пробај малку да поработиш на себе, не само со вокалот, и со имиджот, и со она што ти го споменав. И ќе биде врвно. Фала од срце. А сега продолжуваме ние понатаму со реден број 11, да го поздравиме Ангел Јунтев. Не вјеруј ми ночас, сваког часа нуди чути више. Не вјеруј ми кад гитара свира, и падају кише и златни висина. Све е то од лоше вина. Не љуби ме ночас, биче суза, стихови ќе течи. Не слушај ме, мала, јер ќеш чути. Што ме желим речи и nije istina, sve je to od lošeg vina.
гледај ме тако, док се луди снови множе. Преваричу себе, срце нуди више но што може. И што му е судбина, све е то од лошег вина, све е то од лошег вина. Не љуби ме ночас, биче суза, стихови ќе течи. Не слушај ме мала, jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve je to od lošeg vina, sve je to od lošeg vina. Lošeg vina, od lošeg vina. Здраво, Ангел, како си? Здраво, супер. Баш ми е драго. Многу убаво изгледаш и многу ми се допаѓа тоа што твојот аутфит да соодветствува со годините. Со девојка му еден полека малце. Ако да тоа е баш убаво. Да знае дека е убав и од други жени. Благодарам. Посте флашата ти! Шишал се. Леле, што спречи луѓе. Имаше одлична интерпретација, од пеење до глумење на секој збор, буквално ја доживеав целата песна преку твојата глума. Стварно не можам да ти најдам забелешка. Многу беше добро, браво. Благодарам. Ја донесе на свој начин, знаеш, Лоше вино е антологиска песна, отпеале многу, најпрвин Бебек, па сите останати. Не ја пееш дугметовски, не ја пееш никако, не знам, Масимо Ставич, ја пееш како ти. И тоа мене ми се допаѓа дека умееш да даеш свој печат, зашто многу од пеачите кои ќе ги слушаш како пеат тезга, ние условно што велиме, пеат совршено и кој ќе дое моментот да направат своја песна, не знаат како да ја отпеат, дали да ја отпее како Желјко Бебек, дали да ја отпее како Масимо што го спомнав или не знам како Джибони. Ти веројатно ќе знаеш како да ги пееш своите песни. И сега сум само у дилема машко или женско треба да одбереме, мајку му. Па, ќе видим. Двете. Јас можам само да кажам едно огромно браво за целокупната твоја интерпретација, како ја изнесе оваа песна, буквално галеше. Седевме, слушавме и уживавме во тоа што ни го испрезентира. Значи, он ме галеше дека седев овама. Јас се чудам кој ме чепка цело време. Сталингот не го коментирав, еве, колегите веќе го прокоментираа. Секогаш може подобро, нели нормално тоа е и во зависност и од самата композиција и од годините кои што понатаму ќе следуваат, но можам да кажам дека ти си створен пеач. Не знам дали си имал порано некакво сценско искуство, се гледа дека имаш позадинско, така? Сум имал, да. Да, се гледа дека знаеш како да се однесуваш на сцена, како да кокетираш со сите нас, да презентираш се и најубаво да допре до нашите сетила. Благодарам. Ангел, одлично. Значи, ми делуваш веќе како изграден пејач со свој стил. Имаш преубава боја на гласот.
Ми се допаѓа тоа што даде на песната своја изведба, тоа е едно од најубавите работи и највредните вака. Што да кажем, продолжи да работиш и сигурен сум дека ќе бидеш успешен. Јаве му се за соработка. Благодарам. Браво, Зоро. Последна, но не помалку важна, со реден број 12, Теона Илиевска. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you will be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself by hurting you. Some days I feel broken inside, but I wanna made. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you part of who I am? There's nothing I wanna do to have just one more chance to look into your eyes and see you looking back. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself. Whoa. If I had just one more day, I will tell you how much that I miss you since you've been away. Oh, it's dangerous. It's out of line. So try and turn back time. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself. By hurting you. Ова беше нашата последна изведувачка за денеска, Теона Илиевска. Жили, сега сте повторно вие наред. Повелете. Теона, се гледавме на настапот и сама знаеш на кои моменти имаше дистонирање. Не се секирај, знаеме дека знаеш да пееш, меѓутоа многу е важно ти сама да се слушаш каде погреши и да знаеш каде ти се грешките, затоа што само тогаш можеш да ги исправиш. И еве, да не биде дека се повторувам цело време со изборот на песните, не е дека јас сум некој експерт за бирање на песни, меѓутоа повторно една претешка песна за пеење, една од најдобрите песни на сите времиња повторно.
И многу е лесно овде да се сгреши, многу е лесно да се дистонира, мала трема и се може да оди во вода. Еве ќе земам за пример Били Ајлиш, е една од најголемите светски имиња. А како стана позната? Со пеење како шепотење, така е? Никогаш не можеш да ја слушнеш како пее високи тонови, како пее ниски тонови, туку си има некој диапазон кој што и одговара неизе, значи ниту оди премногу горе, ниту премногу доле, ама е совршено во тоа што го пее. Па тоа би бил мојот совет. Повторно, бирајте нешто што ви одговара на вашиот вокал. Благодарам многу. Мислам да одбереше песна некоја полесна, ќе ја совладаше подобро, затоа што тука имаше добри моменти, меѓутоа во еден дел од песната мислам дека интонацијски отиде малце во тоа првиот, како се вика, Ама се ресторан. врати. Таму па се врати пак тука, да. Па отиде до Беверли, па пак се врати, така да. Така да поработи, имаш потенцијал и само напред. Благодарам многу. Звучеше солидно, навистина тешка песна си избрала за твоите гласовни можности. Во однос на стайлингот убаво изгледаш, но во иднина на сите од вас ќе ви препорачам, немојте сатен да бирате за на сцена, многу лошо изгледа на камера. Да не се повторувам. Знаеш да пееш несомнено. Тешка е песната и овие до мене не би отпеале подобро, ама или веројатно негде би утнале. Ама тоа е тоа. Потруди се да поработиш стварно на вокалот, ако сакаш веќе да пееш таква музика која е захтевна, мора да си пеачиште, а за да си пеачиште не може старт да почнеш у Реал Мадрид, мора да играш малку и у втора лига, у трета лига, у Вардар, не знам. Така што генерално Вардар? Вардар е во прва лига сега. Сега сме во прва лига, Така, бе, се бра. извинувам. Се вратиме во прва лига. Заборав комити дека имаме на сцена. Генерално добро е. Не можам да речам дека е лошо. Мадона е катастрофа од пејачка, па е светска звезда број 1. Тоа ништо не значи, ама мора да се поработи. Благодарам многу. Теона, ти благодарам. Теона Илиевска, дами и господи, еден голем аплауз. Јас можам уште една само да ги пофалам сите денешни кандидати, сите изведувачи, прекрасни бевте. Свесни сме дека е многу неблагодарно да ве викнеме вака на сцени и да ве оценуваме за она што го правите. Но, за жал, такво е шоуто. Како што реков преска, се бориме победникот. Не се бориме тама работа, да се бориме победникот. Ќе освои оваа награда од 1000 евра. Тоа е она за што сме дојдени денеска. А вака јас уште еднаш да ги поздравам сите изведувачи. Тоа беа Кристина Стрезовска, Јуле Новак, Дамјан Стоименовски, Марија Атанасова, Ангела Илиевска, Александра Трајчевска, Сергеј Поповски, Ванеса Митовска, Викторија Сахариева, Давид Груевски, Ангел Јунтев и Теона Илиевска. Исто така, сакам да ги поздравам и жирито, составено од Николче Мицевски, композитор и продуцент, Александра Јанева, пеачка, Антонио Димитриевски, легенда на македонското забавно новинарство и Маја Кикириткова, модна дизајнерка. Ви благодарам за одвоеното време. Сега, ќе ни требаат од прилика 5 минути за жирито, нели да ги собере оние поени кои што ги дава во текот на вашите изведби и да го прогласиме победникот. Уште еднаш ќе повторам, доколку имаме изедначен резултат, тога жирито ќе има дополнителна работа, тоа да одлучи од тие двајца кој оној што за нијанса се издвојува. Да искористам исто така оваа шанса да им се заблагодарам на нашите верни пријатели Орбит, исто така Color Media Plus, магазинот Убавина и здравје и местото каде што се наоѓаме денеска и се случува сето ова интермецо. Ви благодарам од се срце. Се враќаме повторно во талент шоуто Заблеска и денеска е финалниот ден. Нашите 12 финалисти ги има своите изведби и за истите беа оценувани од нашето жири. За жал само еден може да излезе како победник, но пред да го прогласиме победникот, јас би ја повикал уредничката на Убавина и здравје Јована да ја врачи наградата, да дојде тука да се спреми за врачување на награда.
Марко, прво сакам да им се заблагодарам на сите овие прекрасни млади луѓе и кандидати кои што се дел од шоуто Заблескај. Навистина сме горди, целиот тим на Color Media Plus и Убавина и здравие, што ни дојдовте и донесовте една толку убава енергија и буквално не разгаливте со сето она што го направивте овде на сцената во ноќниот клуб Интермецо. Им благодариме и на Интермецо што сме домаќини токму на ова место. Инаку, знаете, само еден може да победи. Тоа е она најтажното во оваа убава приказна, но повели Марко, помогни. Добре, убава е наградата, да. Само еден може да победи, но не заборавајте дека секогаш треба да бидете најдобрата верзија на себе си, дека ова е сериозен влог во себе си, ова што го направивте овде денес. И секој пат да бидете подобри од овој настап сега, да ги уважите сите коментари на нашето ценето жири, некогаш се сурови, но се добронамерни. И само ќе ви помогна да бидете се подобри, а ќе ви помогнеме и ние, Убавина и здравие и Color Media Plus, со максимална медиумска поддршка, која што е исто како важна. Оваа награда е само еден наш мал придонес, кој што ќе оди како поддршка за најдобриот кој што го одбра нашето ценето жири. Па нема да ве задржувам повеќе, ајде да слушнеме. Да го кажам победникот, чекува да сме да си го сеам за... Дами и господа, ќе ве замолам со голем аплауз да го поздравиме победникот на талент шоуто Заблескај, а тоа беше кандидатката со реден број 6, Александра Трајчевска. Александра, моментално се стигаат честитките од сите страни, секако стигаат честитките и од незината конкуренција, ако може така да кажам, од останатите кандидати кои што учествуваа во Заблескај. Јас уште еднаш ќе кажам честитки до сите. А сега моментот на вручување на наградата. Аплауз се молам! Како што реков уште еднаш ќе се заблагодарам на нашите пријатели Орбит, Color Media Plus, Убавина и здравие и Интермецо, повели Јована. Се треса. Морам да го пренесам ова и сакам првичната нејзина реакција да се слушне. Како се чувствуваш? Одлично, не знам. Кажи ни нешто, очекуваше ли? Не знам. Прв пат се чувствувам слушната и баш ми е драго што настапував со джез numера и мислам дека се препозна мојата автентичност и сакам и во тој правец да продолжам, така да ми е многу мило што тоа го препозна и жирито и публиката. Прекрасно. Ти благодарам Александра, ти благодарам и Јована. Би ги замолил и останатите кандидати ако може да дојдат изведувачи кои што настапија денеска на талент шоуто Заблескај за да направиме една групна фотографија, да го вековечиме овој момент. А јас како што реков, би им се заблагодарил уште еднаш на нашите верни пријатели, без кои што немаше да го реализираме целиот овој проект, а тоа се Орбит, Color Media Plus, магазинот Убавина и здравие и секако местото каде што се наоѓаме моментално ноќниот клуб Интермецо. Ви благодарам од се срце. Уште еднаш би им честитал и би им се заблагодарил на сите наши изведувачи денеска, наши кандидати. Драги пријатели, секако и виднина продолжете да чвакате Орбит, да читате Убавина и здравие и да го чекате следното издание на Заблескај. До тогаш, чао од мене, јас сум Марко, а ова се прекрасните кандидати на Заблескај. Секако честитки уште еднаш до Александра Трајчевска. Имајте прекрасен остаток од денот. Чао! When out of the orange-colored sky, flash, bam, Alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of the orange-colored view, oh, flash, bam, Alakazam, I gotta look at you. Well, look and you timber. Watch out for flying glass, 'cause the silly feeling in the battlefield I went into a spin and I started to shout, I've been hit. This is it. I was walking alone, minding my business, when love came and hit me in the eye. Oh, flash, bam, Alakazam, I gotta look
at you. Well, while looking at timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling filling in the battlefield, I went into a spin and I started to shatter. Baby kid, this is it, this is it. I was walking alone, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of the orange-colored purple stripe.